135-та точка на вчерашната седница на влада е информација за новата арбитражна постапка против Република Македонија од L5 Балканики. Колку што имам ја информација и Алсат пишуваше неколку пати објави, Хелинг Петролиум ја тужи Македонија за околу 35 милиони евра за неисполнување на дел од обврските од договорот со ОКТА. Дали ќе платиме 35 милиони евра на Хелинг со оглед на тоа што Македонија веќе има платено оштета по ист основ, некаде пред околу 2008-2009 година. Ова е предпоставам по иста постапка за истиот случај. Информација за ова дали ќе платиме повторно оштета на Хелинг Петролиум и колку? Значи информација дали ќе видиме кога ќе заврши. Меѓутоа би појаснил некои работи во одговорот од твоето прашање кои што сметам дека треба да бидат прецизно кажани. Во 1999 година тогашната влада на Република Македонија го склучува тој договор, знаете, во тој договор покрај останатите има и оваа штетна клаузула, би рекол, со која што Македонија се обврзува да набавува 500.000 тони годишно мазут. Оваа штетна обврска е преземена за период од 20 години. Истекува во мај 2019 година оваа година. Како што делумно кажа во твоето прашање, веќе еднаш Република Македонија има изгубена арбитражна постапка и тоа се однесува на периодот 1999 до 2007 година. Тогаш не сме исполниле оваа, како држава, не сме исполнувале оваа обврска и била донесена пресуда на наша штета како држава и во 2007 година сме требало да платиме 86 милиони долари. Но, по порамнување, ние тогаш сме платиле 40 милиони долари. Тоа што во моментов е отворена арбитражна постапка се однесува на периодот по годините по оваа година и тоа значи се однесува на периодот од 2008 заклучно со крајот на 2011 година. Се бараат за овие 4 години календарски за неисполнување на нашиот дел од таа штетна клаузула се бараат 32 милиони долари. Таа е сумата. Зошто до крајот на 2011? Затоа што тоа е последната година кога рафинеријата работи како рафинерија, по таа година не работи повеќе како рафинерија Хелинг. Ви кажав дека ова истекува во мај 2019 година, значи не би можеле да очекуваме и нова, туку ова ќе биде последна ваква постапка. Тоа што треба да го знаете дека во моментов владата започнува процес на преговори со цел да се изнеде решение кое што ќе намали потенцијалната штета на буџетот на Република Македонија направен уште пред 20 години од претходните влади.